Денес ги прашавме аеродромци дали се задоволни од работата на нивниот градоначалник. Ќе сакате ли да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на аеродром? До сега не сум баш. Не сум баш. Ѓубрето, лисијата, тревата изгоре не бев задоволен, ама се надеваме овој новиот ќе следи некои работи. Никако. Не сте задоволни. Затоа што не ја одржава хигиената добра. И улиците, парковите, ништо. Не, после толку ветувања и ништо не е остварено, не можам да кажам дека е во ред. Па, очигледно е све, мислам, ѓубре, треви, ништо не функционира. Овој градоначалник е веде градоначалник, според мене. Дали не се снашол? Или така му чини, он го уништи аеродром. Он нема допрено ништо. Погледнете, не лисја, не овие што се ѓубрето, контейнерите, искршени, превртени, глувци ке почнат да ни идат низ Скопје. Се што чинеше, све уништи. Можда толку знае, не знам. И сега гледам кај мене една има за дечињата љулјашки, знаете, и тобоган. Пред 2 дена почна тоа да го рушат и сега да го прават. Тоа стои од кога сум јас тука 79 година позади трета зграда. Добар беше, не знам што сега нешто поголемо, дали свечено ќе го отвараат, што ќе прават, мислам, не знам. Не сум задоволна воопшто, затоа што јас го знам аеродромот 79 година, знам како се градел, сега е луѓе кај најдеш место стави зграда и уништи све. Не сме, со 2 збора не сме, затоа што све е прљаво, све е за никаде и така. Да ви кажам право, катастрофа невидена. И нити ќе пројде, никогаш више нема да пројде. И самите што го гласа, што го ставива на Жими мајка, и затоа и вака е. Иначе нема ништо од него. И втора работа, никој не го сака. Јас сум контактирал со доста луѓе вака, никој не го сака. И ја мислам дека и у прв круг ќе се оди дома. И не е добро да се седи дома. Подобро, и пошто зима ќе биде многу ладна, и таман ќе се седи на топло. Дали сте задоволни од работата на градоначалникот на аеродром? Премногу. Зошто? Затоа што се грижи за се. Се надеваме дека ќе победи. До некаде сум задоволна, до некаде не. Само од овој што беше претходниот, пред Ивица Коневски. Едино од него, да ви кажам искрено. Овој новиот сега повеќе со политика се бави. Овој, нели, избори, она, ја не гледам ништо дека се случува во за Коневски, а валда му го направи паркот онде кај Јане Сандански. А нешто такво, другие, никој ништо не направи. Не. Затоа што све што после ќе излажи. Ќе дојде, имаше диви градби и цел аеродром дивоградби. За ниедно не се зафатија со години. Што сакаме од таков човек? Толку имам да кажам, нема што да кажам. Иначе, луѓе некои може да се задоволни, моје лично, не сум задоволен. Не треба да обеќа нешто, а не може да заврши. Тоа што не само тој. Тројца градоначалници, од кој почна да се гради таа дивоградба, ниеден не се зафати за тоа. И после уште една ни направија долу. Со решенија, со све прибавено, никога не му е гајде тоа. Ја нити го знам човекот како личност, нити сум забележал нешто се прави искрено. Ќе гласам јас можеби пак за него. Меѓутоа, како личност не ми е нити познат, нити ефект некој од работењето него не сум видел. Кратко да ни кажете дали сте задоволни од работата на градоначалникот на аеродром? Има многу подобри размислувања, а едното кое го сакам, Александар, доктор, аеродромот врие за да тој биде нов градоначалник. Никако. Затоа што лаже. Се што кажат, сум бил кај него во
кабинетот се лаже. И треба да си оди. Доста му е. Затоа што не го бива. Апсолутно не, мислам, прошетајте ни за аеродром, па ќе видите каква е ситуација и со ѓубре, и со зелените површини, а да не кажам и со градбите, така да многу проблеми кои што ни ги ветува, не ги остварија. Па до сега не сме задоволни од работата и на градоначалникот и на совет. На општината до сега никогаш не била толку нечиста, несредена. Ништо. Од ништо не сме задоволни, речи се. Не. Затоа што е прљаво. Се што обеќаше по програмата, ништо нема направено. Дали 10% направи, ништо нема направено. Нечистотина секаде, ѓубре. Обколени сме со ѓубре. И така да не сум задоволна и ќе гласам за СДСМ.